Битката за промена на уставот се сели на процедурален терен. Талат Џафери и опозицијата на различни начини го читаат деловникот. ВМРО ДПМН смета дека прекинувањето на петочната пленарна седница на Собранието по завршувањето на расправата, без да се продолжи со гласање за првата фаза од измена на уставот, чекор за кој требаат 80 пратеници, е јасно прекршување на процедурата и на деловникот. Опозицијата аргументира дека претседателот на Собранието требал да ја води седницата по други членови. Според деловникот, гласањето мораше да се случи во петокот, кога беше завршен претресот и имаше обезбедено кворум за гласање. Џафери го примени членот 165 став 1 од деловникот, иако тој регулира постапка за измена на закон и други акти, а не за измена за устав, за што има и посебна глава во деловникот. Наместо тоа, Џафери мораше да го примени членот 95 и членот 96 од деловникот, според кои не смее да го одложи гласањето за измена на устав. Она што за ВМРО ДПМН е прекршување за Џафери е спротивното, доследно спроведување на деловникот. Тој денеска на пресконференција со себе го зеде деловникот, од кој во своја одбрана читаше конкретни членови и ставови. Член 81, став 1. Председателот на Собранието може да ја прекине седницата, ако нема мнозинство пратеници потребно за одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е неопходно. Ова е текстот на став 1 од член 81, врз основа на кој сум ја прекинал седницата, а во ставот 5 е санкционирано дека времето за продолжување на прекинатата седница го определува претседател на Собранието и никој друг. Тоа се дискрециони права според деловникот. Се уште е нејасно дали и кога Џафери ќе свика продолжување на оваа седница, зашто во петокот стана јасно дека власта нема двотретинско мнозинство неопходно за заокружување на процесот. Сепак од владеачката коалиција велат дека оваа, како што ја нарекуваат блокада, ќе ја надминат. Како? Не кажуваат. Проевропскиот блок начело со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе направи се за да ја пробие оваа блокада. Процесот на уставните измени во Македонското собрание само што започна. Моментално над 70 пратеници го поддржуваат, ќе продолжиме да работиме за обезбедување на потребното мнозинство. Прашањето за уставните измени и епилогот од петочната собраниска седница се очекува да се отвори на вечерашниот состанок меѓу премиерот Ковачевски и претседателката на Европската комисија фон дер Лајен за време на неформалниот состанок Европска унија Западен Балкан, што се одржува во Атина. Во меѓувреме во Скопје дел од дипломатите се среќаваат со лидерот на опозицијата. Мицкоски на германската амбасадорка Дрекслер, како што соопштуваат од ВМРО ДПМН, уште еднаш го повторил ставот на партијата дека нема да поддржи уставни измени под бугарски диктат. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.